Во тензична атмосфера и со низа инциденти помина заедничкото чествување на 150 годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев. Македонските и бугарските владени представници во придружба на полицијата му одадоа почит на македонскиот револуционер, но граѓаните пред црквата Свети Спас сепак му испратија клучната порака на властите дека Делчев се борел за македонските идеали. Бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, која предводеше бугарската делегација, не сакаше да одговори на новинарските прашања. Дали и каква националност е Гоце Делчев според неа и за чии идеали се борел? Избега од македонскиот народ, сега бегаат и од македонската јавност. Погледнете. За Пендаровски, заедничкото чествување на македонскиот великан Делчев било оправдано и чин на добра волја. Политичката одлука за заедничка прослава ќе помогнала за намалување на тензиите кои уследија по бугарското вето, вели Пендаровски. Не гледам проблем да се чествува меѓувреме. Ниту политичарите ќе прејудицираат решение на историската комисија, ниту ова може да се третира како некако вид на притисок, ајде побрзо најдете заедничка солуција или формулација. Мислам дека е чин на добра волја од двете страни да ги олабаеме малку тензиите кои за жал во последнава година денес се прилично високи во таа билатерала од познати причини поради бугарската блокада, и ова го гледам само во таа насока, некако чин кој ќе ја вжешти атмосферата и ќе ни одмогне да најдеме заедничка солуција, тук ќе ни помогне. Сепак мислењето на шефот на државата не го делеа граѓаните кои беа пред вечното почивалиште на Делчев, кои пак ја исвиркаа државната делегација. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски немал ништо против заедничкото чествување со Бугарија, но само ако се слави големиот македонец и македонски син Гоце Делчев. Денеска е посебен ден за Ѓорги Делчев. Цениме дека треба овој ден да го одбележиме и сите оние кои што велат дека се борат за македонскиот идентитет, треба денеска безусловно истото да ја поддржат. Како го коментирате тоа што се слави денеска заедно со бугарските? Да, што има и делегација во Македонија. Па ако се слави 150 годишнината од раѓањето на големиот македонец и македонски син Ѓорги Делчев, немам против. Што е за вас Гоце Делчев? Што представува Гоце Делчев за вас? Македонија. За мене представува Македонија. Тоа што овие денеска што чествува, а што имаа привилегирана положба, а не беа со народот, не се. Тоа е за мене Гоце Делчев. Под силно полициско обезбедување до црквата Свети Спас беше спроведена и група на бугарски државјани кои им порача на медиумите дека нема да прифатат навреди кон бугарите во земјава. Не искам навреди срещу българите. Българите се хора и те живеат в Македонија. Она што не беше вообичаено за одбележувањата минатите години. Овој пат силното полициско обезбедување не дозволуваше движење на обичните граѓани до вечното почивалиште на Гоце, но откако замина владините делегации, беше спроведена навивачката група комити кои испратија порака дека Делчев е македонец. За време на панихидата и поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан испрати порака дека ова време од сите нас неодложно бара да поведеме борба не против некого, туку против себе си и против нашите слабости, да поведеме борба против нашето неединство, против нашите подолби, отпадништво и во отстапување од македонските национални и духовни интереси. Мораме да сватиме дека не смееме да продолжиме со бесконечните отстапки пред соседите и со само негирањето и откажувањето од она што на сите ви беше, а и нам требаше да ни биде идеал, слободна Македонија и слободни признати македонци, без разлика во кој дел на Македонија или ширум светот живеат, порача поглаварот. Како дел од одбележувањето на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев беше отворена и изложба за ликот и делото на македонскиот идеолог и револуционер.